Дали некогаш сте ја слушнале песната Трба трби Гевгелија и дали знаете како настанала и кому е посветена? На 10. март 1879 година во селото Мачуково Гевгелиско се роди еден од најголемите македонски револуционери, учесник во македонското револуционерно движење, раководител и војвода на македонската револуционерна организација, учесник во Илинденското востание, легендарниот Леонид Јанков. Уште многу млад, поминувајќи време покрај својот татко, тој се запознал со идеите и со целите на организацијата, на која подоцна и го посветил и својот живот. Кога наполнил 22 години, организацијата, предводена од македонскиот војвода Христо Чернопеев, учествувала во прва поголема борба во селото Бајалци. Тогаш таа била обколена од 500 турски војници, но и самите османлии биле изненадени од големиот отпор на востаниците. За време на неговите активности во организацијата, турците никако не можеле да ја докажат револуционерната активност на Јанков. Локалното население кон него имала огромна почит, а турците дури и му се плашеле, бидејќи знаеле дека со себе носи оружје и е добар стрелец. По учеството во Илинденското востание и задушувањето, летото 1905 година Леонид Јанков станува гевгелиски војвода. На 31. август курирот на четата Дељо Карабаров е фатен од турците, а шифрираното писмо кое го носел со себе му е одземено и дешифрирано, пошто турските власти и влегле во трага на четата на Леонид. Неколку дена подоцна, на 2 септември 1905 година, Леонид заедно со двајца другари бил опколен од турски аскер во местноста Ѓуров дол. По целодневна престрелка во која Јанков соитрина успеал да убие многу непријатели, откако му останале само 2 куршума, со едниот го убил јузбашијата, капетанот на османлиската војска, а со другиот сам си го одзел животот, за да не дозволи жив да падне во рацете на турците. На денот на неговото херојско загинување, во Гевгелија цел ден биеле камбаните, а над 3000 луѓе од градот и од околните села дошле на неговиот погреб на гробиштата кај црквата Свети Спас да му оддадат почит. Неговото тело се уште почива на истото место, а во негова чест, денес во Гевгелија и во цела Македонија се уште се пее песната Трба трби Гевгелија.